Блажени се сиромашните по дух, зашто нивно е Царството небесно. Проповедта на гората, прв дел. Откако ги избрал 12 апостоли, Христос слегол од ридот. Таму го очекувало многу народ од Ерусалим, Јудеја и приморските градови Тир и Сидон. Луѓето дошле да го слушаат Божествениот учител и да се исцелат од своите болести. Окружен со учениците, Спасителот почнал да му говори на народот за тајните на Божиото царство. Тој укажал какви мора да бидат неговите ученици, тоест сите христијани. Како тие мора да го исполнуваат Божиот закон, за да го добијат блажениот вечен живот во Царството небесно. Потоа Господ го искажал учењето за Божјата промисла, за неосудувањето и за простувањето на ближните, за силата на молитвата, за милостината, за љубовта кон непријателите и за исполнувањето на заповедите. Во Стариот Завет, Бог им дарувал на луѓето закон во бесплодната пустина. Тогаш страшен, темен облак го покривал врвот на гората Синај. Се слушале громови, светкале молњи и се ширел звук од труба. Никој не смеел да се приближи до гората, освен пророкот Моисеј, кому Господ му ги врачил 10 заповеди на законот. А сега, во јасен пролетен ден, нативкиот ветер од Галилејското езеро, на падините од гората покриена со зеленило и цвеќе, Спасителот бил окружен од толпа народ. Сите се обидувале да се приближат до него и да го допрат барем крајот од неговата облека, за да добијат од него благодатна сила. И никој не си заминувал без утеха. Старозаветниот закон е закон на строга правда, а новозаветниот Христов закон е закон на божествената љубов и на благодатта. Господ Исус Христос на луѓето им го покажува патот по кој тие можат да влезат во Царството небесно. Како цар на небото и земјата, тој им ветува вечно блаженство во идниот вечен живот. Затоа таквите луѓе Спасителот ги нарекува блажени, тоест најсреќни. Господ вели: блажени се сиромашните по дух, зашто нивно е Царството небесно. Со тие зборови, Христос му возвестил на човештвото сосема нова вистина. За да влеземе во Царството небесно, неопходно е да осознаеме дека во овој свет човекот нема ништо свое. Целиот негов живот се наоѓа во Божиите раце. Здравјето, силата, способностите, сето тоа е Божји дар. Духовната сиромаштија се нарекува смирение. Без смирение е невозможно обраќањето кон Бога. Невозможна е никаква христијанска добродетел. Само смирението го отвара срцето на човекот за да ја прими божествената благодат. И материјалната сиромаштија може да послужи за духовно усовршување, ако човек ја избира доброволно заради Бога.
Затоа во Евангелието Господ Исус Христос му рекол на едно богато момче: ако сакаш да бидеш совршен, оди продај го твојот имот и раздај на сиромашните, и ќе имаш ризница на небесата. Момчето не нашло во себе сили за да појде по Христа, бидејќи не можело да се раздели од земното богатство. Сепак, многу христијани од првите денови на основањето на Христовата црква па до денес постапувале според зборот на Спасителот и биле удостоени со небесна награда. Сиромашни по дух можат да бидат и богатите луѓе. Ако човек разбере дека земното богатство е гнилежно и минливо, тогаш неговото срце нема да зависи од земните ризници. И тогаш ништо нема да му пречи на богатиот да се стреми кон придобивање на духовните богатства, кон стекнување на добродетелите и совршенството. На сиромашните по дух Господ им ветува голема награда, Царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Спасителот продолжил да го учи народот. Говорејќи за плачот, Христос ги подразбирал покајните солзи и срдечната тага за гревовите што човекот ги направил. Зашто тагата по Бога предизвикува неопходно покајување за спасение, а световната тага доведува до смрт, вели апостол Павле. Господ ќе ги утеши оние што плачат за своите гревови, ќе им дарува благодатен мир. Нивната тага ќе биде заменета со вечна радост, со вечно блаженство. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Спасителот продолжил да му зборува на собраниот народ. Кроткоста, тоа е спокојна, полна со христијанска љубов состојба на човековиот дух. Кроткиот човек никогаш не негодува ни против Бога, ни против луѓето. Тој секогаш жали за суровоста на срцата на оние што го навредиле и се моли тие да станат подобри. Најголем пример за кроткост и смирение му покажал на светот Господ Исус Христос, кога распнат на крст се молел за своите непријатели. Кроткоста ги покорува дури и најсуровите срца на луѓето. Пример за тоа се безбројните прогони на христијаните. Оние кои паганите со гнев сакале да ги отстранат од лицето на земјата, со трпение и со кроткост ги победиле своите мачители. Нивната вера ја просветила сета вселена. Спасителот им ветува на кротките, дека тие ќе ја наследат земјата. Господ нив ги чува во земскиот живот, а во идниот живот тие ќе станат наследници на небесната татковина, на новата земја со нејзините неминливи богатства. Надевај се на Господа и држи се за неговиот пат, и он ќе те вознесе за да ја наследиш земјата.